Дистрикт, цел през студио, интервју на Зоран Иванов со Дијана Тахири. Дијана Тахири е еден од неколкуте столбови на престижната мултимедијална и мултифункционална невладина цивил. Уредник во влијателниот интернет портал Цивил Медија, медиумската база и на ова Цивил прес студио, па и на оваа емисија Дистрикт. Буквално на сила, но со посебно задоволство, ја дотуркав тука во студиото на Дистрикт Дијана Тахири на ова кротко столче, на оваа емисија, за да се разговара со неа вака јавно. Не е повод ништо посебно, но во исто време да се зборува со Дијана Тахири има мал милион поводи. Еве само неколку црти за неа. Дијана Тахири е новинар, уредник, плени со професионалната одговорност и во исто време со благоста, колегијалноста, кооперативноста и мој суд, најмногу со одговорноста спрема професијата, сопствените задачи и сложената структура на катодневната активност на Цивил. Но се надевам дека, како и со сите мои соговорници досега, и со неа, поради низината скромност и со сите успешни личности како што е Тахири, со низината посветеност, волонтерска, несебична хуманост, професионална новинарска активност, не ќе мора да ги извлекувам зборовите од уста, па Дијана Тахири, добре дојдете во Дистрикт на Цивил прес студио. Добро те најдов, Зоран. Ти благодарам што ме покани. Малку ми е чудно да се најдам на оваа страна на столчето. Бидејќи често имаме прилика во Цивил да имаме гости ние самите. Морам да те исправам, јас не сум новинар, меѓутоа бидејќи Цивил си има својата медиумска платформа, не ретко ја играме и улогата на новинари. Јас ги, простете, ќе ве прекинам и на вие, но може и на ти секако. Јас ги читам и вашите новинарски продукти, а кој се занимава со новинарство е новинар. Не мора да се заврши некоја школа за новинарство, бидејќи новинарството и занает, нели? Да, секако се учи. Ако не од желба, некогаш од ти налагаат професионалните должности тоа да го научиш и да го... Јас тргнувам од фактот што јас сум новинар цел живот, нели, повеќе од работниот век на мојот живот, а Дијана Тахири често коригира мои текстови и јас со задоволство ги прифаќам корекциите, бидејќи тие се онака умешно уреднички. Може би вас ви се чини така, или тебе, извини. Не уредувам текстови, туку едноставно ги прегледувам моја работа и да ги прегледувам текстовите што пристигнуваат од време на време, понекогаш многу често. Добро, зошто бегате од новинарската професија? Што сте по професија всушност? Што си Дијана Тахири? По професија не бегам. По професија сум првична, примарната професија ми е музичар. Меѓутоа таа професија одамна сум ја напуштила со дејност, но си ја сакам се. Имавте еден спот за пред сосема кратко време починатиот легендарен композитор, аранжер Џамбазов. Имавте директен контакт со него, нешто се во сочувството што вие го искажавте јавно, споменавте дека нешто ви доверил некој час, некое предавање, објаснете во 30 на секунди за гледачите на Дистрикт. Тогаш многу кратко напишав, но потоа подоцна се сетив и дека всушност тоа беше во комуникација со другиот композитор и исто така професор Запров. И двајцата решија во моментот да ми доверат за некое време. Тогаш за кратко време студирав на Педагошката академија, во некоја пауза измеѓу други студии, и на предавањата по музичка уметност ми ја доверија таа задача, бидејќи доаѓав од средно музичко училиште. И веројатно им се допаднав, не знам, другите студенти ја нема таа подготвеност музичка од средните училишта, моето училиште беше професионално, па затоа. Па да, тоа се памети. Со две легенди, нели, музички. Така да. Што во моментот работи Дијана Тахири во Цивил?
Во моментот работиме на тековните проекти, значи јас сметам дека јавноста знае што се активностите на Цивил, на што се е посветен Цивил како организација и секој член внатрешен па и Добро, надворешен ајде на Цивил. да посетиме. Цивил е прва мултимедијална платформа, второ е невладина организација, трето е постојан организатор на јавни дебати на разни теми, од хуманитарни до политички, до меѓународни, како ова што беше Да, неодамна. Цивил првично е невладина организација која во своите рамки има и медиумската платформа Цивил Медија. Паралелно работиме и на проекти и на медиумската платформа, така што тука тоа што го работиме на терен и не само на терен, туку и внатре, го пласираме и на нашата медиумска платформа. Тоа го работиме. Што работиме? Работиме, значи нашите проекти се втемелени на или секогаш за човековите права, како што знаат сите, ги следиме изборите не само кога има избори, туку и пред да почнат и пред да завршат. Тоа е една голема активност, голема одговорност и голема задача. А што е Цивил за Дијана? Обично работно место каде што бирократско да речем, да вулгаризирам, каде што чекат звончето да зазвони и да заврши работното време. Кога спомнав и новинарство, па таа професија па нема крај, нели? 24 цртичка 7. Немаме звонче. Такво звонче немаме. Звончето си го одредуваме сами. Кога ќе ни дојде време веќе кога ќе завршиме, условно кажано, бидејќи никогаш не завршува нашата работа, често знаеме и дома да ја носиме, речиси секојдневно, така што не е бирократско место Цивил, е место каде што ние работиме фактички и тука сме по цели денови, па некогаш и за викенди работиме. Каде до сега во вашите работни ангажмани вака најпријатно сте се чувствувале? Каде би сакале да се вратите или би сакале да останете тука? Јас мислам, на многу места сум работела, не можам да ги набројувам сега, бидејќи се стварно многу. И ниедно не било поврзано со друго професионално или со дејност. Секаде каде што сум модела, како и во Цивил впрочем, сум била нова на тоа место во смисла и на должностите, било нешто ново за мене и секаде сум се пронаоѓала со новите работи. Сметам дека доста успешно. Некаде кај што не сум се нашла, сум се повлекла. Така што немало место некое каде што не сум се чувствувала добро. Кои проекти во моментот ги работи Дијана Тахири? Ние како тим на Цивил, морам да зборам во множина, бидејќи работиме сите заедно. Не работиме еден член на тимот само на еден проект, туку работата е колективна, значи. Си ги делиме работите на дневна основа, на минутна основа некогаш, кога имаме, ако сме планирале денеска нешто да направиме, често знае да ни се случи да го одложиме па да направиме нешто друго поитно што не искаме. Останувате во невладиниот сектор, останувате во Цивил, сте размислували или се разбира многу е рано? Каде би сакале да го завршите работниот век? Имате ли некој друг сон за некој работен ангажман? На животот немо се знае. Со ништата веќе се во минато, кога си помлад сонуваш за нешто, а сега гледаш некако како што одминуваат годините. Да се биде рационален. Малку порационален. Сега за сега сум тука. Каде ќе ме однесе животот не знам, а пензијата веќе не е тоа што беше. Да останеш дома. Ја мислам дека и кога ќе останам дома ќе работам нешто. Од лепезата активности на Цивил, спомнав нешто и во најавата, од хуманитарни, од новинарски активности, од дневни активности, од темите во новинарството или во медиумите, од лажни вести, лажни информации и така натаму. Со што се занимава Цивил? Ајде прво за организацијата и после прашањето што сакам да следи е за Дијана Тахири. Кој од овие области и активности на Цивил вам најмногу ви лежи? Ги набројав и преска, мислам не сите, а сега ги наброја и ти. Цивил организација која што се бави нели првенствено со човековите права, наблюдува избори, се бави со
мислам, ги наблюдува, ги мониторира и говорот на омраза, лажните вести, дезинформациите, тоа е една широка палета на дејности. Во последно време имавме проект за контрола на оружјето. Цивил исто така е една од ретките, можеби единствена организација во Македонија што работи на контрола на оружјето. Работевме на проект за мултикултурализмот, значи промоција на мултикултурализмот, антинационализмот. Работевме на проект за зелени вредности, тоа ни беше исто така голем проект. Медиумски проекти и така натаму. Најверојатно нешто не заборавам да спомнувам. Така, широка палета. Платформата Цил Медија, каде што сте вие практично и најактивни, бидејќи сите активности и тука се објавуваат, еве дури оваа емисија, нели, Дистрикт се е лоцирана тука на таа платформа и е многу и читане и гледане и отваране и така натаму. Е задоволство, нели, да се работи во една влијателна организација која, како што е Цивил, а всушност влијателноста ја создал тимот, меѓу кои е долгогодишен веќе Диана Тахири. Што посебно ве очекува сега во овој период? Поготово иако велите дека не сакате да ви именуваат како новинар, но дел од вашите активности практично на оваа платформа и на порталот cilmedia.mk се новинарството. Какво е новинарството? Ако ништо друго, барем консумирате многу вести, информации, зборувате за лажни вести, демантирате и така натаму, разобличувате, давате насок како да се препознават. Какво е македонското новинарство? Ве прашувам како квалификуван консумент на новински продукти. Сега ќе бидам малку можеби и остра, меѓутоа од тоа што читам на другите портали, сега се повеќе портали така, на другите медиуми, многу често се провејуваат не лажни вести, туку повеќе дезинформации. И сметам дека тоа е за клик повеќе. Луѓето многу често знаат да кликаат на тие вести, бидејќи имаат бомбастични наслови. И иако често знаат дека тоа не е така, дека веста не е баш точна, има некоја мала вистина, меѓутоа потоа А кликот е всушност тиражот. Кликот е тиражот. И сметам дека на крајот на денот е до тиражот. Освен кога се работи за пропаганда, нели намерно направена пропаганда од одредени политички, бизнеси и други сфери. Мислам дека ме разбирате што сакам да ви кажам. Преплавење медиумскиот простор со лажни информации, лажни вести. Да, е преплавен, меѓутоа во последно време како има периоди кога тоа спласнува. Но има периоди како што е пред избори, како што е пред некоја голема случка што треба да не се случи на политички или на општествен план, тогаш знаат највеќе да испливат на површина и нели тоа се шири по тоа. Добро, Цивил е таа платформа и таа организација која веќе со години нели укажува и на некој начин е професионално остручен, брзо да препознава и да ги упатува консументите на информациите, на новинските и на новинарските продукти, на откривање на лажните вести. Што препорачувате врз основа на искуството на гледачите на Дистрикт? Како да препознаат лажна вест? Што треба да направат за да не наседнат на лажна информација? За граѓаните и граѓанките, значи би требало најпрвин што правам јас. Јас сум читател. Не читам само Цивил Медија, на Цивил Медија работам, меѓутоа читам и други работи. Од сите читам. Да се провери секогаш. Веста да се провери. Како се знае дали е вистинска веста или не е вистинска, па ќе проверише. Мислам дека сите знаат. Како тоа да го направиме? Сите знаат кој медиум пласира вистинска вест или како да кажам другиот збор за вистинска вест. Кои медиуми се доверливи, така, тоа се гради со години, така. Така што проверката е многу важна. Така, кај медиумите, да проверуваме кај медиумите кои имаат доверба во јавноста и кои ни својата работа покажале дека се објективни или правични во таа смисла. Да, и медиуми кои кога прават грешка знаат да се исправат и јавно да се извинат или да
Така, сега ве враќам на приватната сфера, всушност на она политичко битие на Дијана Тахири, што морам да признам еден од моите посилни мотиви да бидете овде во дистрикт на овој наш разговор колегијален. Вие приватно на социјалните мрежи знаете остро да искоментирате потези на политичките партии, на опозицијата, но жестоко ударате и по власта. И сега тоа мојот чувство е дека го правите како граѓанин. Каква не е политичката сцена и што Дијана Тахири ја нервира во политиката посебно? Знаев повеќе да критикувам или да удирам, како што каже. Сега малку помалку, бидејќи едноставно не знаеш каде да удриш попрво. Дали по опозицијата, дали по другата опозиција, дали по одредени делови од власта, дали по целата власт, дали по луѓе кои што на вистина се заслепени од или од едната партија или од другата, или се слепи следбеници. Јас сепак не би ги нарекла слепи. Како граѓанка ве прашувам, Да, не сте како- задоволни од дневната политика, Не. од конјунктурата на политичките партии, од тоа како функционира политичкиот систем воопшто, институциите, општеството? Не сум задоволна. Не е тоа од карактерот, често ми вика дека ти си контраш. Не сум контраш, едноставно политичарите се таму ставени, донесени на тоа место каде што се, во влада, во собрание, од нас самите граѓани. И нормално е да очекуваме, или барем, ајде ако не очекуваме, барем да бидеме до пола сигурни дека ќе го направат тоа за тоа што се там. Барем да не лажат. Да, па не мора, тие мислам дека и не лажат. Така што не треба ние да им ракоплескаме кога тие после не знам колку седници или после не знам колку долго време ќе направат нешто за кое што се таму однесени. Мене ми пречи тоа ракоплескање, ми пречи лично како човек ми пречи воздигањето на одредени политички субјекти, нели, од сите провиненци. Ако работите генерално не ни одат во државата. Ако цело општество е спуштено на ниски гранки по многу линии, кои се тие што аплаудираат, што ракоплескаат, за кои вие велите не треба да им ракоплескаме, нели тоа се нивна работа, се вршат работа? Па веројатно, јас не ги познавам сите лично, не можам ни да ги познавам. Веројатно се тие што очекуваат или можеби им е ветон, или можеби добиваат имаат некоја мала придобивка, тоа е Разни партиски навијачи кои веројатно сметате дека сакат и нас да не навлечат да аплодираме за нешто за што не е за аплодирање. Во Па таа не смисла, мислам ако дека добро ве сакаат да разбирам. навлечат некого, мислам дека чисто е тоа за да се прикажат пред нивните потенцијални, нели, давачи на услуги или такви Клиентелизам. клиентелизм. Доминантен е во Да. државата. Да. Непотизмот, клиентелизмот. Се уште е. Јас сметам дека е се уште така. Меѓутоа, се помалку коментирам и се помалку критикувам, бидејќи сметам дека веќе ако критикуваш треба да дадеш решение. Јас не знам да дадем решение. Па добро решение треба да дават тие, како рековте вие, што сме ги поставили таму. Токму така. Зошто се повлекувате? Не значи дека се повлекувам, можеби нема да се повлекувам. Ова е доза на дефетизам, не влева надеж дека општество има сили, ако една Дијана Тахири, тој, нели, познат од секојаш борец за правда и правичност, провејува сега едно разочарување кај вас, тоа значи нема перспектива македонска држава. Мислам дека може да има. Јас сум насочена повеќе, ги гледам сега младите како реагираат, бидејќи нашите генерации веќе ги знаеме малку повеќе тие работи и како што кажа, може би малку сме и застанати, може и разочарани, меѓутоа јас не сум разочарана. За разочаран е човек што очекува нешто од некого. Чисто онака се следат состојбите и се укажува. Општи подобри состојби за сите. Меѓутоа е добро да се очекуваат, меѓутоа и активно да работиш на остварување на тие, било со укажување, било со како и да е, нели. Па и со протести, и со, нели, кога нешто не чини.
Така што ги следам сега младите и мислам дека малку не разбираат од политика, малку не разбираат од животот, не само од политика. Не се заинтересирани? Не е дека не се заинтересирани. Може би и не се заинтересирани. Може би и така се помлади генерации кои што ние како родители сме гледали да ги заштитиме од сите тие политички случувања. Чекайте, ако добро ве разбирам, креваат раце младите? Сакаат подобар живот, исчистен од сите овие работи. Тоа си има. Добро, ама не се подготвени за битки, ако добро ве разбирам. Малку како да не се. Малку честна исклучица. Нема перспектива многу македонска или верувате сепак? Мора да се помрне малку од место и мислам дека и ќе се помрне, ќе се роди некоја така Политичка звезда, нова? Звезда. Мислам дека нема да биде на почетокот политичка, сепак ќе дојде од, па така и доаѓа од народот, од децата, од младината. Низ вашата секојдневна работа, Цивил има мал милион активности, постојано нови теми, обштествени, политички, така натаму. Кој ви е впечатокот за придонесот на Цивил во општеството и воопште тој фидбек, тоа враќање? Се имали задоволство барем од работата дека сепак нешто се отвораат очи, се хармонизира, се граѓанизира општеството, темите и позициите што Цивил како столбови ги има во својата активност како невладина организација, човекови права, лажни вести, значи се што е девијација во општеството воопшто. Има ли Цивил тука придонес? Дали тука чувствувате барем лично задоволство од вашиот придонес преку Цивил за заедницата воопшто? Цивил како организација, јас откако сум во Цивил веќе 6 години, безброј пати сме влијаеле за нешто да се подобри. Безброј пати сме укажувале, безброј пати сме давале препораки за одредени, мислам дека не сакам сега сите да ги кажам работи што сме ги правеле, постои медиумската платформа на каде што сите можат да прочитат и впрочем и читаат тие што читаат. Укажуваме и препорачуваме. Секогаш кога нешто кога ќе излезе нешто добро од тоа наше укажување, од тоа наше откривање на некој случај, па потоа нешто се подобрило, за нас е што се вика 5-минутна слава. 5-минутно славење внатре во организацијата. Организираше Цивил и вие во него мал милион разни дебати, соочувања, изборни, предизборни, постизборни, дури на разни други теми обштествени, од типот на човекови права, граѓански права, еднаквост. Верувате ли во едно општество за сите, зад кое и Цивил застана како организација? Дијана, што мисли за таа? Флоскула е или има надеж? Се граѓанизирали Македонија, барем конечно од тие етнички ровови се издигнали малку? Како ви вас сознанието и чувството? Знаете како? Лично, да, како организација застанавме, бидејќи ние внатре сме тоа што сме, едно општество сме, а за сите е веќе друго нешто. Во мене малку не ми се допадна на почетокот формулацијата на реченицата едно општество за сите. Бидејќи едно општество за едно е општеството, нема 10 општества тука. Едно е. Или можеби се поделени општествата. Не, тука не ги сваќам, можеби многу филозофски му навлегувам. Едно општество за сите може да има, ние го сватија луѓето, сметам дека го сватија како етничката поделеност. Барање на еднаквост, без оглед на било каква поделеност. Не го сватија односно како разлики, не поделеност. Не го сватија како за сите во смисла на сите разлики, а не само на етничката разлика. Тоа не го сватија. Мислам дека голем дел од граѓаните не го сватија. Гледаме дека таму нешто се работи во стратегијата, се знае колку точки ги има. Гледаме дека се работи, до каде ќе стигнат не знам, меѓутоа не зависи тоа, не зависи од нас. Повеќе од граѓаните. Значи, може ли да го дефинираме македонскиот пат? Од минатото преку денешнината каде не води во иднина? Ова со Европска Унија е заглавена работата очигледно. Ова со Бугарија ќе потрае. Светот е сега завртен, дури и нашите, условно да речем, сојузници кои помагаат и сакаат да
ги почнеме конечно европските преговори. Сега им е и умот и енергијата завртена кон настаните околу Украина. Препуштени ли сме како земја, како држава сега малку сами на себе? И моето клучно прашање е, може ли нашава држава самата да се справи со сопствените предизвици на патот на Европската унија? Она флоскула да донесеме кога веќе не можеме брзо во Европа, Европа брзо да донесеме овде. Прашањето е малку за некои повични аналитичари. Ќе се обидам секако да ти одговорам. Ништо не е застанато. Сметам дека ни до европскиот пат не е застанат. Застанат за некое време. Застанат е одамна, не е сега. Нели, застанува ради Макрон, застанува ради друго, застанува ради трето, ради четврто, што значи дека се одложува. И поради нас самите, веројатно, најмногу? Не знам дали поради нас самите, мислам дека тие не гледаат многу. Гледаат, меѓутоа на страна ги ставаат нашите внатрешни проблеми што ги имаме. Така што сметам дека треба, не сме оставени сами на себе, дури би било пожелно да не остави некој сами на себе, да се средиме внатре, грешката што политичарите. Можеме ли сами да се средиме? Можеме, зошто да не? Секогаш кога не оставаја сами да се средиме, па ни се случуваше пржино 1, пржино 2, па пржино 3. Па сега да го укинеме пржино, па дај да одиме на избори, па ајде да не одиме на избори. Знаеме ли што сакаме всушност ние, и власта и опозицијата, или седно сите како општество? Тој што бара предвремени избори постојано, значи дека е спремен на никаква победа. Мисли дека ќе победи, спрема терен за победа. Сметам така, мислам од нека победи, но дали е подготвен да преземе одговорноста и реформите? Па не знам никој е подготвен сега за сега и долги години да подготвени беа тие што беа да направат тоа што направија, нели, го сменивме името, влеговме, се случи Преспанскиот договор, влеговме во НАТО, да, за тоа беа меѓутоа немаше подготвеност или се немаше време или доволно слух за внатрешните проблеми. Внатре треба да се средиме, дефинитивно, веќе е крајно време, бидејќи вака ќе трае во недоглед. Биле ние во Европа или не биле во Европа. Истите ќе бидеме и ако влеземе некогаш во Европа, истите ќе останеме внатре, така што ќе Една мала рецензија, ако добро ценам образованието како област, вие вака поблиско, на кој степен е македонско образование? Децава, младиве, главно, кого и да прашаш, или заминал, или сака да замине во странство. Немаат никаква перспектива овде до образованието или воопшто е до економијата, до се заедно. Имам ќерка студентка која што сега апсолвентка и до некаде сум запознаена, иако знае дека се нервирам, па не ми кажува многу. Не е како што треба. Работите се прават и во образованието е неретко е неквалитетно. Најчесто се поминува само преку материјата и се остава студентите или учениците сами тоа како да се научени од дома. За реформите не би сакала веќе да зборам, бидејќи се виде дека на брзина ништо не се постигнува. Убаво е да се има реформи, многу е добро, меѓутоа на брзина тоа не се прави. Така, кога на работа Дијана Тахири ќе седне и ќе го отвори компјутерот, да го отвори денот, прво што ви се случува, бидејќи природата на работата ви е таква, налетувате на разни вести. За домашни ве прашувам, што најмногу ве нервира од ова секојдневие, политичко и општествено? Што ви го расипува денот? Во последно време не ми го расипува ништо денот од тоа, освен што ни ги расипува деновите се почестите трагедии, нели? Се случи модуларната во Тетово, се случи сообраќајната несреќа во Бугарија. Неделно еднаш имаме по една жртва на скопските улици, највеќе. Да, тоа сите не потресува посебно вас и жените и мајките, нели можам да замислам. Не, како човек, да, тоа е малце. Прашањето ми беше што или кој од политикава ве нервира, што не оди? Мене лично ме нервираат, например, ќе си бидам многу искрена. Ме нервираат пиар службите.
Тоа ме нервира највеќе. Тие се исто така центри на креирање на лажни информации често? Не би рекла баш така, меѓутоа прават погрешна проценка како ќе ги представат своите, нели, Преубава глазура им даваат на ставовите на нивните шефови. дури таа не е смисла? преубава, туку е подценувачка за граѓаните, тие подценуваат интелигенцијата со тоа што представуваат. Ние гледаме, ние знаеме што е, знаеме да оделиме поголемиот број, поголемиот дел на граѓаните знаат да оделат, да направат дистинкција од тоа што е добро, што е лошо, што е исправно, што не е. И на белото да му кажеш црно не иде. Така, вие сте, некако да го заклучиме ова интервју во овој дистрикт, вие сте, ќе повторам можеби или сега оригинално ќе кажам, и јас така ве доживам како граѓанин и граѓанка која, простете на терминот, квалификувана да ги перцепира и да ги согледува секојдневните општествени и политички процеси во земјава. Од тој аспект, Дијана Тахири, што би порачале на, еве и на помладата генерација и воопшто на општеството? Што е тоа што сакате јавно да го кажете? Аман бре луѓе, доста со ова, дајте со ова или нешто слично. Ви доаѓа некојаш така да отворите прозор и да кажете нешто? Еве кажете го во дистрикт. Вчера видов, вчера видов една слика случајно на интернет, може и завчера, не знам, една фотографија на интернет, имаше една крава качена на покрив. На куќа на покривот со керамиди. И под тоа пишуваше: кравава е како добар дел од политичарите. Сите се чудат како се качила горе. Без гласање и тоа. Дистрикт, Цил през студио, Дијана Тахири, ви благодарам. Ти благодарам и тебе. Беше задоволство.